Почитувани медиуми, почитувани колеги, се очекував да слушнам, ама ваква глупост, дека да бидете шеста најсиромашна земја во Европа било напредок. Тоа мислев дека сепак никогаш треба да нема ги го бираме слушнам, зборовите било каков и да се пратеник почитуваме во меѓу себе. Се извинувам мисловски, се извинувам мисловски, Јас само се извинувам мисловски, но навистина барав збор кој што ќе биде соодветен на ваква, уште еднаш ќе кажам, глупост која што беше кажано, не можев да најдам, заради тоа што навистина не одговараше на ништо друго кое што беше кажано од колешката. Ке повторам, еве јавноста нека суди дали има друг збор и замолувам некој да ме исправи, од тоа да кажете дека било напредок што вашата земја согласно Евростат е шестата најсиромашна земја во Европа и дека тоа било некако подобрено од владата на Заев. А дали можам да се согласам со вас? Да, можам, заради тоа што вие ја донесовте оваа држава на тоа катастрофално дередже и ако можам некако да изберам зборови за да го упишам овој буџет, тоа би било 4. Тоа е корупција, тоа е крадење, тоа е криминал и на крај тоа е катастрофа. 4,4 милиарди евра ќе соберете од народот, а народот наредната година ќе живее уште посиромашно од тоа што живее сега. Правите буџет за да ги задоволите мегаломанските барања на оние кои што ви се потребни да влезат во коалиција со вас, само за да не отидете во опозиција и покрај тоа што изгубивте во 43 општини, вклучувајќи го и градот Скопје. Единствено нешто што го направивте додека имавте можност овие 4 години да му покажете на македонскиот народ дали сте подобри од сите други политички партии, конкретно ќе зборам за вашето населено место, е само една пицерија кај чинарот на оној бандитот кој што ви е во коалиција, и токму ради тоа народот ве казни со 4000 гласови разлика. Без малку да немате ниту една пора во општеството каде што сте подобри и она кое што е најдобро, што народот вашата неспособност може да ја види по еклатантните глупости кои што ги правите во сите сфери на општеството. Без малку да немате дадено ниту едно ветување во 2016 година кое што го немате погазено. Овој буџет е контрадикторен сам по себе, не нуди никакви одговори на засегнатите прашања кои што го обременуваат македонското општество и македонскиот граѓанин. Овој буџет нема да донесе ништо подобро во образованието, социјалата, здравството и во ништо друго што го засега би рекол битусувањето или секојдневното живење. Успеавте во една година да ја донесете оваа држава во 3 кризи, таа е енергетска, економска и здравствена. Кај овие две не ни беа доста, што ја докусирија државата, па сега ќе имаме уште една енергетска криза во која што во овој буџет нема предвидено ниту едно евро. И народот тоа го знае и токму заради тоа народот ве казнува на изборите и на изборните соочувања. Можете да зборите колку сакате, да фалите колку сакате, но фактот останува дека ќе потрошиме 4,4 милиарди евра, а нема ниту едно евро од тоа да заврши во подобрениот животен стандард на граѓаните. Благодарам.